Струмичани се исплашени за своето здравје поради енормното загадување на воздухот. Бараат да се пристапи сериозно на проблемот, бидејќи досега нема конкретни мерки за справување со загадениот воздух. Најмногу загадувањето е од грејењето на дрва. Исто така и возилата доста многу придонесуваат за загадувањето. Има луѓе у подрум живее, зелени дрва горе, унатре не се живее, камо ли навонка. Они това не го сваќат, ама сите огладени не го верува. И тука ќе продолжи. Општината во декември рече дека побарале од владата да се намали данокот на гасот на 5% за да им се овозможи на граѓаните по поволни услови и проширување на корисничката мрежа. Сакаме да ги приклучиме дури и индивидуалните земјоделски производители кои користат фолии. Значи, да ги грејат фолиите на газ, да не ги грејат на дрва, да не грејат на нафта, да не грејат на отпадни материјали. Таму најмногу грејат. Таму дури и ПВЦ-то, фолиите што ја користат за покривање, старата ја користат за горење, ја горат, што е многу штетна и многу опасна. После сакаме да се намали приклучната такса за гасот. Дел од плановите на општината за 2019 година се воведување поволности за инвеститорите кои што ќе вложат во зелени фасади и кровови со цел зголемување на зелената површина во градот, гасификација на повеќе јавни институции, но и замена на постоичките котли на општата болница со нови екокотли. Струмица со денови е еден од најзаганените градови во државата. Двете мерни станици поставени во центарот на градот, во одредени временски интервали достигнаа вредност на 800 микрограми PM10 честички на метар кубен.